Среда, 4 март, кратки вести во 12 часот. Информацијата за доделениот грант болницата ја дозна од социјалните мрежи и медиумите. Во апликацијата, меѓу другото, потребна е препорака од актуелниот раководител на одделот, а според наши сознанија, доктор Виолета Мојсовска-Наумовска ниту ги има побарано, ниту добиено задолжителните препораки согласно правилата за апликација, истакна на пресконференција директорката на кардиолошкиот завод доктор Билјана Теговска. Потенцира дека болницата побарала до објаснување од давателот на грантот, а во ниеден момент не било побарано повлекување или откажување на грантот, како што наведуваше доктор Мојсовска-Наумовска. Случајот што докторката го презентирала во Дубај за добивање на грантот бил извршен во 2019 година, но во апликацијата бил изоставен главниот оператор доктор Дејан Манчевски. Предметот за плагијат засега е пред надлежни институции. Од Европското здружение за кардиологија одговор се уште нема, а се обратиле до Македонското кардиолошко здружение. Како што Охрид Прес веќе пишуваше, зголемените врнежи од дожд што ги имавме неодамна предизвика одрон на дел од зидот кај археолошкиот локалитет Манчевци во стариот дел на градот. Продолжуваат активностите за санација на дел од зидот кај локалитетот, а на терен е видливо дека работите продолжуваат, но дека има уште многу за да се заврши зафатот. Директорот на Охридскиот завод и музеј Горан Патчев неодамна за Супер радио и Охрид Прес изјави дека нивната екипа ја санира состојбата. Ископот пак направен кај локалитетот е согласно одобрение за археолошки истражувања и во теке преземање мерки за тука да се направи потпорен зид. Додаде дека се во контакт со сопствениците за заеднички да се реши проблемот, а известено било и Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Вкупно 25 возила одзела полицијата при контроли во сообраќајот на подрачјето на СВР Охрид од почетокот на имплементацијата на измените во кривичниот законник, односно од 1 февруари, информира за МИА портпаролот Стефан Димовски. Мерката од земање на возилото се применува од 1 февруари согласно последните измени на кривичниот законник. Од МВР велат дека полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на јавното обвинителство и на судовите. На сопственикот на возилото му се издава потврда за привремено одземени предмети, а според тежината на делото, возилото може да се одземе привремено или трајно. Времето денес сончево со умерена облачност, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.